Аргумент Плюс на телевизија 24, во обичаен термин. Темата, како што ја најавив во централниот дневник, ќе биде транспортната политика на земјава. Ќе зборуваме за железничката и за патната инфраструктура, а меѓу другото и 14-тото преговарачко поглавје со Европската Унија на државата е токму кои ќе бидат инфраструктурните проекти кои ќе мора подитно да се направат како услов за членство во Европската Унија. Ова се само неколку теми кои што ги кажав сега, а што точно ќе зборуваме во разговорот со Велица Данчевска, професорка на Техничкиот факултет од Битола, во следните половина час ќе може да видите. Професорке, јас ви благодарам што денеска успеавме вака со новата технологија преку Skype врска да направиме еден разговор и да доловиме што се не очекува како држава да сработиме како една во однос на преговарачката рамка со Европската Унија. Најпрво да ги поздравам гледачите на 24 вести, да ви се заблагодарам за поканата и се надевам дека со моето скромно знаење ќе ги дадеме одговорите на прашањата кои што ќе бидат предмет на денешниот разговор. Така. Јас ве знам повеќе подолго време, скромно не е, да не биде толку скромни, немате скромно знаење, експерт сте за ова поле, како за безбедноста, така и за останатите делови од транспортот. Пред да одиме со оние прашања од стратегијата, државната стратегија за транспорт, во однос на обврските што ги имаме како држава во транспортната политика, сакам да почнеме со нешто што малку се засени во последниот период, причината сите ја знаеме која беше. Откажувањето на Бугарија од железничкото поврзување со земјава или модернизацијата на железничката рута која што треба да имаме со Бугарија. Како гледате вие сега на тоа? Лека, таа одлука пред отприлика 3 недели некаде мислам беше резултат на националните политики меѓу двете држави, односно на разбирањето на нашите потези од страна на бугарската страна. Значи, бугарската страна го прекина договорот за изградба на железницата кон Македонија, кое што беше договорено, дури и финансирано со дел од европските фондови. Мислејќи дека таа работа ќе биде реализирана, односно ќе се направат напори да се реализира, бугарската страна наеднаш ја промени својата транспортна политика врз основа на националната политика која водат години уназад кон Македонија и ги пренамени нивните средства за изградба на железничката пруга кон Македонија во нивните, значи во внатрешноста на Бугарија, кон Софија, Перник, Радомир. Односно, финансиите се ги пренасочи за изградба на националната пруга и овој дел ќе беше национална, меѓутоа повеќе кон транзитна, насочено кон транзитната мрежа. Имајќи во предвид дека ова е дел од коридорот 8, исток-запад, кој што ја поврзува источна Бугарија од Бургас и Варна, преку Македонија и Албанија до Драч, поврзувајќи ги државите, Македонија е фактички транзит во овој коридор, со оваа одлука се прекина една многу добра и потребна комуникација на овој регион на Југозападен Балкан, односно земјите од Западен Балкан, кој што на некој начин не е добра одлука според мене од бугарската страна, треба да се преиспита, дури доколку има мониторинг од европските фондови, треба истото да се регулира, односно да се коригира и да остане на првичната состојба, затоа што прекинувањето на железничкиот коридор значи и прекин на комуникацијата на некој начин и помеѓу Бугарија и Албанија, односно поврзувањето на Црното со Јадранското море. Ако гледаме малку пошироко, овој коридор и во минатото и секогаш бил главен коридор на трговија помеѓу Турција преку Црно море, Бугарија, Македонија, Албанија, преку Јадранското море и Јонското море до Италија. Значи, многу важна рута, секако со интегриран транспорт помеѓу повеќе видови на транспорт. Меѓутоа, железницата има големо значење и за нас како држава, и за Бугарија како држава. И јас сметам дека одлуките во националната политика никако не смеат да се
пресликуваат во транспортните политики на земјите, бидејќи ние цело време Бугарија е членка на Европска унија, а ние како кандидат за членство потенцираме дека европското законодавство треба да го имплементираме. Што треба да правиме како држава сега по овој потек на Бугарија? Треба да си ја продолжиме нашата работа или што сметате вие? Па јас сметам дека би требало да си ја продолжиме нашата работа, кога ќе сватат дека и Европската унија мониторингот кој што е кај нас, кога ќе сватат дека ние си ги завршуваме обврските, ќе добиеме ако не повеќе добри поени во процесот на евроинтеграциите. Јас така сметам. Меѓутоа, сепак за ова одлучува Министерството за транспорт, кое што е задолжено и министерот за водење на сообраќајната политика и секако дека тие ги одредуваат приоритетите согласно финансиите кои што ги имаме. Кој би имал поголема штета ако нема пруга кон Бугарија? Па, јас не можам. Тоа е повеќе економско прашање, меѓутоа ако може да се направи некој сублимат. Јас мислам дека обострана би била штетата за двете држави, затоа што без разлика на националните превирања, трговијата мислам дека со Бугарија е релативно добра, со ова уште повеќе ќе се зголемеше протокот на стоки и патници во железничкиот сообраќај, кој што во секоја развиена земја представува основен вид на сообраќај, односно рбет на секоја држава, иако кај нас патниот сообраќај е најразвит. Така. Европа реши да скрати дел од средствата наменети за финансирање на инфраструктурни проекти. Која е причината според вас? Па, да ви кажам, сега во последниве денови и економијата на Европа најверојатно ќе биде разнишана во поглед со воспоставувањето на царините од страна на Соединетите Американски држави и како ќе имаат можност понатаму да се финансира, веројатно и то некој одсликување во нивните извори на финансирање, кои што секако тие само ги знаат колку можат да инвестираат или пак дале приоритет на некоја друга област. Така, да ги видиме нашите приоритети. Како што кажа во најавата, 14-тото преговарачко поглавје за членство во Европската унија е токму транспортната политика. Кои според вас се приоритетите на Македонија во однос на поврзувањето со Европа? Нашите, значи 14-тото поглавје е транспортната политика и истото е второ по големина, јас мислам после животна средина, кое што е многу обемно, има голема регулатива, сите видови на сообраќај, таму е градежништвото, урбанизмот, сите врски комуникации се во транспортот, значи огромно поглавје во кое што регулативата, односно законите треба да се адаптираат и да се оние кои што не се кои што не се прилагодени на европската регулатива би требало да се прилагодуваат. Ние во овој период од 20, скоро 30 на години во транзиција, цело време имаме процеси на прилагодување на тие законски норми од Европската унија, направивме и многу реформи. Јас лично сметам дека значи Македонија согласно реформите беше некаде близко дури и пред Хрватска. Меѓутоа ситуацијата која што од соседите ја имавме најпрво ембаргото и блокадите од Грција, после кога се реши тој на некој начин проблемот со Грција со Преспанскиот договор, потоа со Бугарија веднаш почна, тие се прашањата кои што ја оставија Македонија во чекалната на Европската унија, што воопшто мислам дека не е во право и мислам дека резултатите од функционирањето на институциите се и дел од тоа што овој процес на евроинтеграција многу се одолжи, народот и граѓаните како да изгубија и верба во сето ова. И така да мислам дека колку повеќе се одолжува, толку повеќе ќе биде тешко бидејќи секој членство во Европска унија исто така оди со референдум, со изгласување на граѓаните, колку сакаат и колку сме ние, мислам, компатибилни да се приклучиме кон Европската унија. Иако ние географски припаѓаме таму, меѓутоа овие национални прашања и национални проблеми се одразија и на транспортната политика, како интерактивна дејност која што ги изучува сите
делови од сообраќајот и транспортот, од аспект на сообраќајното право, транспортната економика, сите видови на транспорт, загадување на животна средина, климатски промени, значи загадување се мисли од транспортот како загадувач и уште многу други аспекти кои што го третираат сообраќајот и транспортот како област. Имајќи во предвид дека сообраќајот и транспортот се тесно поврзани со економијата на секоја држава и развојот на транспортниот систем, значи и развој на економијата на државата, ние сепак треба да продолжиме да инвестираме во нашата инфраструктура, во зголемување на превозот на стоки и патници, односно во сите дејности кои што значат развој на сообраќајот и транспортот. Некако ни се поврзуваат и прашањата и темите со овој одговор. Европска Унија да или не, тоа како што рековте ќе се изјасни кога ќе дојде време граѓаните, меѓутоа најнапред треба да си ја напишеме домашната задача. А во домашната задача имаме национална стратегија за транспорт која што е 2018-2030 година. Проценети се некаде околу 4,2 милиарди евра за 104 активности. Таа е донесена, како што реков, на крајот на 2007 година. Имате ли информации како се реализира стратегијата? Вака сега, јас имав можност да бидам и во тој комитет надзорен уште во изработката на националната стратегија. Мои колеги заедно со странски компании од Градежен факултет беа изработувачи на транспортната стратегија. На нивните настани за имплементација и за евалуација на стратегијата исто така учествував и одредени работи ми се познати во овој сегмент. Националната стратегија е еден основен документ на кој што се надградуваат уште многу документи кои што ја регулираат транспортната политика и на некој начин даваат насоки како сето треба да се одвива. 2017 година беше изработувана, а периодот е за 2018-2030 година. Имајќи во предвид дека се многу активности, значи и големи финансиски средства, јас имав можност да прегледам во литература и од она што јас го знам, она што е предвидено во националната транспортна стратегија, секоја влада, односно секоја Министерството за транспорт има обврска да се спроведуваат тие мерки кои што сме ги предложили и активности со тоа што да се задоволат основните цели. Ова е, значи, меѓу покрупните проекти се секако делот од паневропските коридори, кои што се низ Македонија кои поминуваат, го спомнавме коридорот 8 од исток кон запад и коридорот 10 од север кон југ, кој што почнува од Салцбург, Австрија, низ Љубљана, Загреб, Белград, Ниш, Скопје, излегува на Игуменица до Солун, не на Игуменица се извинувам, на Богородица граничен премин и оди до Солун. Тоа е главната оска на коридорот 10 и за среќа овој дел од коридорот ние комплетно го комплетиравме, значи го изградивме на ниво на автопат низ нашава држава. Сите знаеме колкав беше проблемот со тесните грла на автопатот на коридорот 10. Автопатот делот, односно кој што беше Демир Капија Удово Смоквица, кој што беше многу тесно грло и каде што се случуваа голем број сообраќајни незгоди. Овој коридор е финализиран, значи тој и е секако еден многу огромен значаен проект како за територијата на Македонија, значи на корисниците, така и за оние кои што врват транзит низ Македонија, посебно ние знаеме значи големото, односно долготрајното непријателство, туку комуникација помеѓу Србија и Грција, па голем број од Србија и Северна Европа го користат тој коридор за туризам и за патување кон Грција. Другиот дел од коридорот 10 кој што поминува низ Македонија е коридорот 10D, гранката која што тргнува од Велес преку Прилеп Битола низ граничен премин Меджитлија и оди до Игуменица, пристаниште на Јонското море, кој што исто така е многу важен и затоа е предвиден од министрите за транспорт на Европска Унија, а целта на овие паневропски коридори е покривање на територијата на Европа
да бидат изградени на автопатски решенија за побрз проток на стоки и патници согласно договорот за стабилизација и асоциација кој што Република Македонија го има подпишано со Европската унија. Ова значи дека овој коридор исто така во последно време имаме напредок и пуштен е патот од Дреново до Градско, со кој пат патувањето до Скопје од Битола од прилика за половина час се намалува. Очекуваме дека за брзо ќе се пушти и делот од Дреново до Фариш, кој што ќе биде значителен напредок за овој, иако е на ниво на експресен пат, согласно со протокот на сообраќај, значи испитувањата и моделирањето, проектирањето, согласно протокот на сообраќај, иако на ниво на експресен пат, овој е навистина многу значаен инфраструктурен проект за поврзувањето на југозападна Македонија со Скопје, со главниот централна и Јужна Македонија заедно со главниот град, каде што значително се намалува. Меѓутоа, во европската политика покрај патните коридори, многу е важно да се следат тие коридори и со железничка мрежа. За жал, кај нас се уште железничката мрежа не е развиена на доволно ниво и треба многу големи инвестиции во истата за да биде конкурентна, за да постигне големи превозни брзини, кратко време на патување, поголема безбедност, помало загадување на околината и пониски трошоци на транспорт. Кај нас правилата некако важат дека железницата не е онаа која што треба да биде на прво место за разлика од развиените држави каде што најмногу се користи железничкиот сообраќај, дали било тоа за транспорт или пак било за превоз на патници. Кога ќе ни се смени оваа перцепција? Јас мислам дека перцепцијата ќе ни се смени кога ќе се изградат современа инфраструктура на железницата, односно ќе се модернизира истата, ќе се електрифицира и ќе се пуштат современи возови кои што ќе развијат голема брзина, каде што трошоците за транспорт, за превоз ќе бидат пониски, времето на патување пократко, превозот во тоа ќе има доволен квалитет на услугата, односно комодитет на патниците, ќе бидат точни, што е многу важно. Точноста ќе бидат безбедни со премените преку патните правци, значи ќе имаат заштитни премени, така да секаде во светот ние сите знаеме дека во развиените држави можеби билетите за железнички сообраќај се и поскапи отколку авионските билети. Значи, добра железница, брза железница која што развива големи брзини, кратко време на патување, добар комодитет, посебна зголемена услуга на квалитет на овој превоз, на железнички превоз, те значи и зголемување на услугите. Јас мислам дека тогаш делот луѓето кои што патуваат со патнички возила би се пренасочиле во железницата, иако денеска кај нас сосема е различно и патниот сообраќај зафаќа некаде од прилика над 98% во превозот на стоки, е многу дупло зголемено, бројот на возила се двојно зголемени во последниве 10 години, степенот на моторизација е еден показател кој што е запрепастувачки. Се смета дека при една студија која што ја работевме во општина Центар во Скопје, имаме 600 возила на 1000 жители. Тоа е преголем број на степен на моторизација, што значи тоа, додека во минатите години, пред 20 на години од прилика, имавме едно возило на 3 домаќинства, сега имаме 3 возила на едно домаќинство. Овој наплив на моторни возила всушност ги создава основните проблеми во сообраќајот и во целокупното живење. Затоа што тие возила се бараат простор и за движење на сообраќајниците и за мирување, односно за паркирање. Сведоци сме секојдневно дека сите возила, значи повеќе возила, паркинзите се преполни, се паркираат на тротоари, во зелени површини, на крајните десни страни од лентите, на пешачки острови и слично, кои што представуваат голем проблем во нормалното одвивање на сообраќајот и причини за големи сообраќајни несгоди. Пред да ги поминеме точките што се од националната стратегија, сакам да ве прашам дали може да ми дадете некаква оценка за ова што го зборувате. Имаме многу повеќе возила од некогаш, а патиштата ни се исти.
Како ги оценувате не градските улици, туку локалните патишта, автопатите? На кое ниво ни се? Па јас мислам дека сега новите патишта имаат добар капацитет на ниво, отприлика во градација до 5 отприлика некаде 4, затоа што зборувам на автопатиштата и на експресните патишта. А на локалните патишта имаме, доколку имаме, сите сме свесни кога возиме, доколку имаме пред нас камион или земјоделска механизација, трактор, дека се прави колона на возила, па возачите нетрпеливи пристигнуваат едно или повеќе колона возила, па се судруваат со возачите кои доаѓаат и се движат по лентата и просторот што е заменет за нив. Нетрпеливоста представува дополнителен проблем. Мислам дека уште повеќе треба да се работи, иако во последно време има многу проекти за реконструкција, изградба и реконструкција на локалната и поврзување на локалната мрежа, кои што се во тек и даваат значителни резултати. Се надевам дека сето тоа ќе биде спроведено, тоа веќе преминува во локалната транспортна политика, односно транспортната политика на општините. Такова ве прашав, бидејќи голем број од граѓаните кои што не се од Скопје, од други градови, секојдневно патуваат до главниот град да завршат некаква работа или пак едноставно тука се со работен однос. Затоа ја прашав какви се во моментов патиштата и по какви услови македонските граѓани возат од точка А до точка Б. Сакам да ги опфатиме 4 главни цели во стратегијата, се надевам дека ќе имаме време во емисијата. Првото е зајакнување на интеграцијата во Европската Унија и промовирање на регионална соработка преку завршување на патна и железничка мрежа на паневропските коридори и европските рути. Прашањето ми е што во моментов ни недостасува во овој дел? Во овој дел најпрво ни недостасува ова што се откажа со Република Бугарија, значи изградбата на коридорот 8, тој дел железничкиот сегмент. Железницата исто така, Скопје Битола функционираат возови, меѓутоа со уште мала брзина, со долго време на патување, би требало да се електрифицира, модернизира и сообраќајната инфраструктура железничка и сообраќајната структура, односно посовремени возови. Понатаму имаме сериозен проблем со дел од автопатот 8 на Кичево, Охрид, кој што многу години се изградува, па застој имаше, па сега повторно се гради. Работи на патот, кога се работи, дел се работи, па имаме соодветни проблеми и одредени сообраќајни незгоди со не ставање на време на хоризонтална сигнализација и вертикална или со не тргање по завршените работи на сообраќајната сигнализација. Меѓутоа, тоа се проблеми кои што излегуваат во текот на работата. Јас мислам исто така сериозен уште недостаток во овој сегмент е изградбата на коридорот 10D, кој што е веќе почнат, и автопатот Прилеп Битола се значаен проект кој што ќе придонеси многу добро поврзување на овие два града во западниот дел на Македонија, односно во јужниот дел на Македонија, и бидејќи се навистина двата поголеми центри, и сето тоа би предизвикало подобро време на патување, подобра конекција, значи би се намалило времето и би се зголемила безбедноста. Јас мислам дека ние комплетно треба многу инвестиции најпрво да ставиме во железничката мрежа, а секако и да ги завршиме овие проекти кои што се почнати во патната мрежа, да ги изградиме коридорите, да ги доизградиме, да ги одржуваме истите, затоа што процесот на одржување е исто така важен како процесот на изградбата на патната инфраструктура и на железничката секако, и за да можеме да се комплетираме, за да можеме да бидеме конкурентни на пазарот, односно да бидеме позитивна дестинација и привлечна дестинација и за туризам, а да бидеме исто така одговорни, безбедни и при процесот на транзитирање на нашата земја. Низ нашата земја. Така, индекс на логистички перформанси. Потребно ни е подобрување на економска одржливост на национално ниво заради повисоко рангирање на земјава на Светска банка. Што ова значи во таа цел од стратегијата? Колку што јас можев да се спремам и да видам во овој сегмент,
Значи, ова е индексот на поврзување на логистички перформанси на Светска банка, податоци од извештај, каде што најдов дека Северна Македонија постигна најдобри резултати во царина, 43-то место. Ова е изјавено на 15.1.2025 година. 43-то место глобално и следење на пратки 46-то место, но сепак останува ниско рангирана во квалитет на логистика и компетенции, 53-то место и инфраструктура 55-то место. Србија и Албанија се со уште пониски оценки, што дополнително ги истакнува предизвиците во логистичкиот сектор. Ова се податоци извештај за трговија во Западен Балкан, кој што посебно наменето за трговијата. Ние сме свесни колку е многу важна во денешното живење и колку е многу примамлива и колку е многу лесна. Можеме да видиме се на интернет, можеме да одбериме, можеме да платиме, што е многу важно електронски. Меѓутоа, улогата на сообраќајот и транспортот во овој сегмент е неспорна и најважна, затоа што се уште стоките порачани преку интернет, преку трговијата, не можат да дојдат само преку интернет, туку е улогата на сообраќајот и транспортот во физичката дистрибуција на стоките од едно до друго место, кој што често пати е многу сложена и е со повеќе пати преседнување. Професорке, од режијата ми сугерира дека имаме уште 5-6 минути, а ја имам уште 3 прашања кои што сакам да ги одговориме. Овие две прашања ќе ги поставам како едно. Имаме цел зелена мобилност и логистика, односно како да се намали загадувањето од транспортот, но и четвртата, не најмалку битна, како да се намалат жртвите на улиците, на патиштата. Значи, проблемот и принципите на одржлив транспорт и одржлива мобилност се резултат на климатските затоплувања, на климатските промени, на загадувањето на животната средина, а знаеме дека сообраќајот и транспортот се еден од трите загадувачи. Јас мислам дека во последно време прочитав некаде дека е втор загадувач после индустријата. Значи, тука се индустрија, транспорт и домаќинства. Така. Загадувањето, свесни сме во зимските периоди што се имаме, значи и дека имаме чад и магла, загадување, зачадување, чадови кои што се резултат на издувните гасови при движењето на овој голем број на возила, затоа повторно ќе напоменам. Значи, кои што во тие издувни гасови во состав се јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, азотни оксиди, PM честички и останати други материи кои што се издувуваат во воздухот преку природните процеси, од воздухот паѓаат преку дождовите во водата и почвата, и ние имаме еден затворен круг на загадување кој што резултира и за загадување на почвата и на храната која што ќе ја јадеме и на водата која што ќе ја пиеме. Многу е важно сето ова и во Европската унија се воведуваат мерки за еве гледате вие дека се повеќе се финансираат и се субвенционираат купувањето на електрични и хибридни возила, дека дизел моторите и дизел возилата скоро секаде се исклучуваат, затоа што кај нас пак се повеќе се увезуваат дел од тие, затоа што помалку трошат без да се води сметка. И јас мислам дека Министерството за животна средина и просторно планирање исто така има цел документ за оваа стратегија, во која што се учеството на патничките возила со 93, во 2020 93,6% во вкупниот обем на сообраќај, за да се намали, значи, притисокот и влијанијата врз животната средина, треба да се промовира јавниот градски превоз, железничкиот сообраќај и се она кое што значи масовен превоз, односно превезување на поголем број на патници со едно возило или железничкиот сообраќај каде што имаме и поголем број на привезена стока. Потребно ни е се она што го немаме, на некој начин кажано. Јас мислам дека имаме одредени, имаме и капацитети, имаме и се, потребна е стратегија, потребна е повеќе работа. Мислам дека со одредени мерки можеме да направиме да барем дел од овие да го намалиме притисокот кај автомобилите.
Никогаш досега, еве и можем ако се согласувате, овие мерки, значи клучна порака од Министерството за животна средина и просторно планирање, според стратегијата ниту една не е ниту една од овие мерки не е ни приближно кон крајните цели до 2030 година. До 2030 година треба да ги намалиме бројот на жртви за 50%. Може да ни кажете колку граѓани се жртви во текот на една година, за да знаеме за каква бројка зборуваме? Така, значи, јас многу ми е криво што за ова е веќе различно од тоа што за безбедноста на сообраќајот разговараме кога ќе имаме некоја стравична сообраќајна незгода, каде што во необични услови, значи каде што не би требало да се случи или на пешачки премин, или со семафоризирана крстосница, или големи автобуски незгоди, како што беше Ласкарци, како што беше незгодата во Бугарија, каде што се загинаа над 40 патници, и кои што на некој начин, само тогаш разговараме многу повеќе за безбедноста во сообраќајот, се бараат различни мислења, кога од постручни, кога од непостручни луѓе, меѓутоа секој на свој начин го изразува мислењето околу безбедноста во сообраќајот. Овој број на возила, кој што го спомнав, кој што ние го имаме на сообраќајниците и на паркинзите, никогаш порано не било да секој што ќе положи за возачка дозвола да има сопствено возило. Значи, јас ја сваќам потребата и на младите и на повозрастните за да поседуваат сопствено возило, меѓутоа ние веќе возилото стана престиж, секогаш било, меѓутоа сега уште повеќе, достапно со цените на пазарот од стари возила, кои што никогаш понатаму не се води многу голема сметка за исправноста на тие возила, за тоа колку загадуваат тие возила и колку сметаат, дали и колку се давачките за поседувањето на тие возила. Јас мислам дека безбедноста 50% за да намалиме број на смртни случаи, кои што секоја година од прилика е 160, 170, 165, неколку години уназад 150 нека е, тоа е огромна бројка, зашто ние на годишно ниво ја губиме во сообраќајни незгоди. Тоа е многу. Јас мислам дека ниту еден, дури од болести не знам колку, дури на светско ниво после срцеви болести и гинењето во сообраќајни незгоди. Сериозен проблем и со сообраќајните незгоди се и за развиените држави кои што вложуваат многу во овај сегмент, вложуваат премногу преку мотивирање, значи да не се купуваат возила, се ставаат високи такси на возилата, да се користи јавниот превоз, охрабрување, меѓутоа треба да се понуди прво квалитетен јавен превоз, да се користи и одредени субвенции во истиот, да се користи, рековме, јавниот, да се користи железнички превоз, доколку го има железничкиот превоз, да се користат пополнувањето на возила, не мора да биде секој посебно во свое возило, туку да бидат барем делење на возилото. Така, групно. Има концепт по четворица, тројца барем минимум, за да не одат 3 возила, туку да оди едно возило за одредени дестинации, за да можеме, значи, со воведување на наплата за патничките автомобили преку движење и приближување кон централните градски јадра. Пред да завршуваме емисијата, ве молам, морам да ве прекинам бидејќи немаме време. Сакам да ми прокоментирате за Бехтел и Енка и за проектите кои што ги доби како државна работа, проект 1,3 милиарди евра. Дали на вистина ќе добиеме нешто плюс од она што досега сме го имале, побрзо проектирање и побрза градба? Како што стојат во моментов работите, не сакам да бидам скептик, не гледам нешто многу работа на терен. Како вие гледате на овие проекти? А и не сум слушал баш премногу добри работи од каде што работеле Бехтел и Енка. Што мислите вие? Значи, јавноста беше разбранувана пред 2 години, колку има од прилика година и пол кога се подпише договорите со Бехтел и Енка. Јас разговарав со мои колеги и стручњаци кои што се во таа област, кои што соработуваат со компанијата. Размислувавме, бидејќи се ширеа, значи, вести дека се без проектни документации, било шо, меѓутоа ова не значи дека е точно, мислам, не е мое видување, туку е кажано од луѓето кои што соработуваат со нив, дека Бехтел и Енка се американско-турска корпорација која што е со висок рейтинг во меѓународната изградба на патна и железничка инфраструктура и сите објекти кои што се градат,
и дека мислат дека сето тоа ќе се заврши на најдобро можен начин, не би дозволиле Бехтелиенка да го турнат рейтингот со неизградување на овие објекти. Јас се надевам на позитивен исход од цела оваа работа. Не знам врз кои основни критериуми се подпишани договорите. Не знам значи што се случувало, меѓутоа од она што сум побарала како одговор на тие прашања кои што се ширеа, ми беше пријавчено овој сегмент. Се надевам дека ќе бидат добро завршени проектите и сакам уште да кажам безбедноста на сообраќајот повторно многу горлив проблем за кој што многу треба да се разговара. Да, ве прекинав таму, се извинам и тоа во интерес на времето. Да, треба да се работи, имаме можност, имаме капацитети, имаме значи многу прашања нерешени, меѓутоа треба стручни лица на своите места. Јасно. Делот на сообраќајните инженери да си го заземат нивното место и да бидат консултирани и прашувани во решавањето на проблемите во сообраќајот. И на крај, ако ми дозволите, само една реченица да кажам. На 24 април во Охрид организираме меѓународна конференција Транспортот во денешното општество, на која што ќе имаме излагање на трудови и презентации од сите земји на Западен Балкан. Имаме дописник од Охрид, нашата екипа ќе го проследи настанот и ќе побара стручни мислења од вас и од вашите колеги. Професор, ќе се одјавам со уште една покана за од септември, ќе ве поканам во емисија, стартува градежната сезона. Сега ќе видиме колку од патиштата кои што се најавени ќе бидат изградени, па во однос што е реализирано во текот на оваа градежна сезона ќе ги коментираме негде во септември-октомври. Ви благодарам на поканата, ги поздравам уште еднаш сите гледачи и посакувам се најубаво. Почитувани, ви благодарам уште еднаш и јас. Почитувани, тоа беше уште аргумент, се надам дека го задржав и овој пат вашето внимание. Останете со Телевизија 24. Од мене пријатно.